Значи, денешниот проект Првата светска војна и младите, мир и помирување, се одржува во хотел Романтик во Дојран. Која е вашата улога, како ќе се представите на предавањето? Добар ден, ви благодарам што дојдовте да видите што се случи на овој мини семинар кој што се нарекува Истражување на бојното поле од Првата светска војна во Дојран. Тоа е еден проект имплементиран од АЛДА со финансиска помош на британската амбасада од Скопје. И јас сум овдека во својство на археолог и некој кој што ги менаџира културните ресурси на македонското културно наследство. Мојата тема конкретно ќе се однесува на археолошката визуализација на се она што ние можеме на терен да го видиме, да го најдеме, да го обсервираме од Првата светска војна. Сметам дека ова е еден мощно важен настан од причина што особено во Дојран се случиле некои настани кои што за нас биле клучни во Првата светска војна, меѓутоа очигледно е дека освен мала група на научници, овие информации многу тешко допираат до јавноста. Зборуваме за вистински теренски остатоци кои што можат да се видат и ден денеска во Дојран и во околината на Дојран во форма на ровови, бункери, митралески гнезда, во форма на најразлични артефакти кои потекнуваат од периодот на Првата светска војна 1914-1918 година. Знаете, овој период во Европа одамна е обсервиран и абсолвиран во поглед на научни истражувања и во поглед на промоција, а на нам ни останува да ја напишеме собствената приказка со собствените ресурси и да му ја раскажеме на светот и на домашната јавност. Така, би ве прашала како археолог, сметате ли дека можеме ние да го промовираме ова наше, би кажале, историско наследство кај странските туристи? Често пати од општината знаат да кажат дека има доста туристи и од Англија во одреден период од годината што доаѓаат и кои што баш сакаат овие точки да ги посетат, кои што се дел воедно и од нивната историја. Туристичката валоризација секако дека е врв на се она кое што предходно ќе се сработи, меѓутоа за да се постигне такво нешто, пред се прво мора да има теренски истражувања, научни, кабинетски истражувања, научни трудови, конференции, семинари, монографии и така натаму, потоа научно-популарни публикации за да може туристичкиот сектор кој е приватна бизнис гранка, сето тоа, да го склопи во една приказка. Ние дури не мораме да измислуваме дека сето тоа го имаме на терен, но предходно мора да биде напишано за да може да биде употребливо. Инаку познато е, барем во оние општини каде што има остатоци од Првата светска војна, по должината на македонскиот фронт, дека има голем број на туристи, овдека се бореле на луѓе од многу народи, од многу националности. Мислам дека дури во еден момент има една бројка историска дека во Солун за да дојдат на македонскиот фронт се истовариле во исто време некаде околу 200.000 војници. Зборуваме за импозантни бројки кои што се многу интересни поради историска, археолошка, антрополошка, етнолошка перспектива и така натаму. Јас навистина им посакувам на сите општини кои што ги имаат овие ресурси од Првата светска војна да успеат некако да ги изменаџираат за да можат подоцна да ги валоризираат за доброто на сите, за државата, локалната самоуправа, луѓето и сето. Може ли да ми кажете нешто за вашето учество во овој проект? Значи, ние доаѓаме од Средното училиште Орце Николов од Скопје за овој проект кој што се работи за Првата светска војна и за истражување на бојното поле. Дознавме преку професорката по историја. Таа не пријави на овој проект. Досега бевме во Битола, каде што го посетивме градот и исто така посетивме и голем број на историски споменици каде што има и остатоци од Првата светска војна. Денеска бевме и во Дојран, каде што посетивме Фердинановата чешма. Баш исто така денеска имавме приликата да збориме со локалните жители. Тие ни испрезентираа голем број на интересни приказни и сеќавања кои што беа полни со емоции и голем број на чувства од Прва светска војна. Нашата крајна цел ќе биде исто така испрезентирана во Скопје на 17 март кога ние ќе ги искажеме нашите нови замисли, нови идеи. Ова е еден прекрасен проект поддржан од британската амбасада кој се вика Прва светска војна, мир и помирување за млади.
Проектот е имплементиран од страна на 5 средни училишта од 5 града. Се работи за училишта од Скопје, од Тетово, од Струмица, од Богданци и од Битола. Учествуваат средношколци кои што се заинтересирани за оваа тема. Ова ни е во втор проект, тоест втор дел од проектот, втора работилница. Првата работилница се одржа во Битола во ноември 2016, сега сме и тука. Самата работилница се состои од посета на терен. Бевме до така наречената Фердинанова чешма, кај што посетивме бункерите и самите ровови кај што се бореле војниците за време на Првата светска војна. И исто така работилницата вклучува и активности кои што се одржуваат тука во Дојран. Децата се прошета и Веса Бајлево, врша интервјуа на локални жители за да се распраша за приказните од Првата светска војна. И потоа сите овие информации што ги има добиено, ќе ги срочат во еден личен проект од нивен избор, значи дали тоа ќе биде некоја визуелна мапа, дали ќе биде некоја колаж од фотографии, со цел да ги искористат сите информации се што научиле за време на овој проект.